Дискриминација, гостин во студиото Игор Јадровски, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминацијата. Ќе се обидеме редовно секој втор четврток во рамките на емисијата Македонија наутро да разработуваме оваа и тоа колку актуелна тема овие години. Велиме добро утро за гостинот. Добро утро, ви благодарам на поканата. И повеќе од потребно е да се дискутира на оваа тема. На почетокот, општо, што е дискриминацијата и во какви форми се јавува? Така, дискриминацијата наједноставно кажано е некаков нееднаков третман, односно повреда на правото на еднаквост на одредено лице или група лица заради одредена лична карактеристика која што резултира со некакво ограничување, попречување или отежнување на остварување на одредено право. Наједноставно кажано, кога некој ве третира нееднакво во споредба со друго лице заради некоја ваша лична карактеристика која што ја поседувате. Личните карактеристики може да бидат различни, може да бидат етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, политичко друго верување и слично. Се појавува неколку форми дискриминацијата, само би ги протрчал, не би ги кажал сите од законот. Онаа директната дискриминација која што ја чувствуваме веднаш кога знаеме дека сме дискриминирани е најнепосреден вид на дискриминација, се појавува најчесто сега директна дискриминација. Имаме еден скриен вид на дискриминација кој што не можеме секогаш да го видиме на прво, меѓутоа произведува некакво нееднакво дејство, како што се да кажеме некакви прописи, политики, закони кои што можеби на прва изгледаат дека се еднакви за сите, меѓутоа не произведуваат еднакво дејство и тој вид на индиректна дискриминација. И нешто што е многу често и го забележуваме во последниот период е вознемирувањето во форма на вознемирувачки говор. Најчесто доаѓа на социјалните мрежи, преку медиумите, и тоа е еден вид на дискриминација кој што се карактеризира со ставање во понижувачка, застрашувачка ситуација на одредено лице или група лица заради нивна лична карактеристика. Формирана е комисија за спречување и заштита од дискриминација. Што практично работи оваа комисија? Така, комисијата веќе трета година како е функционална, мислам дека е најновата последна институција формирана во земјава. Идејата на комисијата е да работи на, како што каже самиот назив, на превенција прво, на спречување дискриминација, потоа да работи на заштита на дискриминација. Ова е многу битно затоа што комисијата дојде на многу поширок мандат од претходната, да кажеме, комисија. Сега се става фокусот многу повеќе на оној превентивен дел, односно дел кој што треба да даде повеќе информации, треба да дигне свест за феноменот на дискриминација, па после да дојдеме нели до оној заштитен дел. Се уште најпрепознатлива функција на комисијата е заштитната функција, односно постапувањето по случај на дискриминација. Генерално граѓаните не перцепираат како телото кое што може да пријават дискриминација, кој што институција која што постапува по нивните претставки од дискриминација. Тоа е, да кажеме, најголемата порција од нашата работа. Вклучени сме во ред други активности во процеси на носење политики, закони, меѓународни известувања и слично, меѓутоа она што е најбитно да го знаат гледачите е дека ние сме институцијата до која што може да пријават дискриминација. Како да знае еден граѓанин дека е дискриминиран? Како да ја препознае дискриминација? Тоа е многу битен аспект, затоа што многу често добиваме случаи кои што можеби не се дискриминација персе, меѓутоа представуваат одредена повреда на право. Она што е најбитно да го знаете кога цените дали сте биле дискриминирани или не, да си го поставите прашањето дали вас ви отежнато, ограничено или можеби сте исклучени од уживање на некое право заради некоја ваша лична карактеристика, и дали има компаратор, односно лице кое гледате дека се наоѓа во истата ситуација како вас или слична ситуација како вас, меѓутоа ја нема само таа заштитна карактеристика го остварува правото. Да поедноставам, ако отидете во некој кафуле ви кажат дека треба резервација и гледате дека за сите треба резервација, во тој случај веројатно не ви е прекршено никакво право и не сте жртва на дискриминација, меѓутоа ако видите дека сите луѓе влегуваат, а баш вие не влегувате, вие сте единствениот ром таму, а сите останати се нероми кои што влегуваат, многу веројатно дека сте дискриминирани. Она што е интересно кај нас во постапката и што е добро за граѓаните да го знаат е дека не треба да докажат дека биле дискриминирани. Нашата постапка има еден институт кој што се вика префрлање на торно докажување. Тоа значи дека од кога вие ќе направите само одредена презумпција, односно ќе сторите веројатно дека сте биле дискриминирани, не е на вас да докажете како жртва на дискриминација, туку товарот се префрла на спортивната страна и тоа што потенцијалниот дискриминатор треба да докаже дека не дискриминирал. Ова е многу битно за да се охрабрат граѓаните да поднесуваат претставки. Како поднесуваат претставки?
поднесувањето на представки нема одредена форма, формулар нема некој кој што кажува што треба да содржи одредена представка, битно е во представката да се наведе која поднесува представката, може да поднесе физичко лице, може да поднесе правно лице, може да поднесат и група лица, некоја неформална иницијатива или не мора да имаат некаков облик. Треба да се знае против точно кого се поднесува представката и во представката треба да се напишат околностите околу предметот и тоа се единствените потребни работи. Можете да поднесете писмено, можете да поднесете електронски на нашиот вебсайт. Ние имаме некаков готов формулар кој што пак ќе кажам не е законски обврзувачки, меѓутоа има лесно постапката на странките. Можете да ни пишете на мејл, да дојдете лично во канцелариите на комисијата и усно на записник да дадете. Значи прилично сме отворени на начинот на поднесување на представка. Битно треба да знаете против кого ја поднесувате представката и да ги наведете фактите и околностите. И што прави потоа комисијата? Постапката пред комисијата е прилично брза и ефикасна во споредба со останатите постапки, тргнувајќи од обврзувачкиот законски рок од 60 дена во кој што ние треба да донесеме мислење. Презема процесни действија комисијата, се праќа представката кај пријавениот на произнесување, пријавеното лице може да се произнесе и не мора. Од кога ќе измине тој рок, комисијата ја утврдува фактичката состојба и носи мислење. Мислењата во себе доколку утврдуваат дискриминација содржат препораки како да се отстрани дискриминацијата и има рок во кој што треба да се отстрани. Рокот најчесто е 30 дена, меѓутоа може да биде и до 6 месеци, зависно од комплексноста на проблемот кој што се адресира. Најчестото прашање кој што го добиваме дали се тие правно обврзувачки мислења и препораки. Самите мислења не се правно обврзувачки, меѓутоа доколку дискриминаторот не постапи по нив, комисијата иницира барање за заповедување на прекршачна постапка пред надлежен суд или во превод доколку дискриминаторот не постапи по препораките, може да биде прекршачно одговорен, односно да одговара во прекршачна постапка. Какви се искуствата до сега од случаите? Морам да кажам дека сме прилично задоволни од процентот на исполнување на препораките. Преку 73% од препораките на комисијата се исполнети, што значи дека потенцијалните дискриминатори, тоест утврдените дискриминатори прифатиле дека направиле нешто погрешно, разбрале што направиле погрешно и разбрале што треба да направат за да ја отстранат дискриминацијата. И тоа е прилично охрабрувачки да имате волку голем процент на исполнување препораките како за самата институција, така и за граѓаните кои што може да видат дека има прилично ефикасен механизам за справување со дискриминација. Имаме секако такви случаи каде што не постапуваат, таму поведуваме прекршачни постапки, се уште не можам да говорам за некој искуство бидејќи бројот на прекршачни постапки не е многу голем, меѓутоа имаме веќе позитивни исходи, имаме 2 или 3 пресуди во кои што се утврдува прекршачна одговорност на дискриминатори кои што не постапиле по препораките. Се утврдува одговорноста, дискриминаторот е санкциониран, дискриминаторот продолжува по својот пат и повторно дискриминира. Немаме такви случаи, пробувам да се седам дали воопшто има некој, меѓутоа немаме. Ова е од причина што повторената дискриминација е потежок облик на дискриминација во законот. Со самото тоа што е утврдено како потежок облик на дискриминација носи потешка прекршачна одговорност. Тоа значи дека доколку одреден дискриминатор кој што бил утврден како таков продолжи да дискриминира, веќе подлежи на прекршачни одредби кои што се однесуваат за потешки видови на дискриминација, кои што се прилично значителни износи на парична казна и веројатно тргајќи од тоа доста од дискриминаторите, тоест речи сите дискриминатори кои што се утврдени како такви не дискриминираат во иднина. Тоа е една работа, друга работа што комисијата доста работи на онаа едукативна компонента. Не секогаш дискриминаторите знаат или имаат намера да дискриминираат. Намерата не е потребна како елемент за да се утврди дискриминација, меѓутоа не секогаш знаат дека она што го прават е погрешно, заради тоа ние работиме доста и на таа едукативна компонента да им објасниме во самите мислења, меѓутоа и преку директни средби на дискриминаторите зошто тоа што го прават е погрешно, како тоа резултира со негативни последици врз луѓето кои што дискриминираат. И мислам дека како резултат на тие две околности немаме некој случај каде што сме утврдили дискриминација, па не знам понатаму да се јавуваат многу повратници, би ги нарекол, во случаите на дискриминација. Реагирате на сите пријави? Реагираме на сите пријави, дури реагираме и по службена должност онаму каде што нема пријави, меѓутоа гледаме дека има некаков
поголем општествен интерес, а дискриминацијата предизвика сериозни прекршувања на одредени права или пак опфатени се повеќе лица, не чекаме некој да им донесе пријава, туку комисијата може согласно закон да реагира и по службена должност. Имаме неколку такви случаи кои што беа, не знам, медиумски доста покриени, каде што ние по службена должност реагиравме, а инаку да реагираме по сите пријави без разлика дали сме надлежни или ненадлежни, постапуваме во случаите каде што не сме надлежни, се обидуваме да ги насочиме странките кон надлежната институција која што е засегната во тој случај да ми ги реши проблемите. Комисијата за дискриминација, ги кажавме генералните насоки, сега кои се најчестите форми на пријави за дискриминација? Така, па во изминативе 2,5 години, согласно податоците со кои што располагаме и искуствата кои што ги имавме, можам да кажам дека имаме одредени основи и области на дискриминација кои што се повторуваат како најчести. Што се однесува до областите каде се случува дискриминацијата, имаме најмногу пријави во работа и работни односи и во медиуми и јавно информирање. Морам да кажам дека нашиот закон не е ограничувачки како останатите закони, па во медиуми и јавно информирање ние ги вклучуваме социјалните мрежи, каде што всушност тој е медиум, и тој е посредник. Да, медиумот по дефиниција е посредник. Да. Бидејќи тука се случува најчесто вознемирувачки одговор. И ова се двете, да кажам, области во кои што имаме најмногу дискриминација. Пристап до добри услуги е исто така област која што се јавува често во изминативе 2 години во однос на основите, врз основа на што се врши дискриминацијата. Имаме неколку основи кои што се повторуваат во изминативе 2 години. Етничката припадност е тука, сексуалната ориентација и родовиот идентитет, политичкото или друг вид на уверување, личниот статус на граѓаните се некои, да кажам, основи кои што се повторуваат. Морам да нагласам дека и да не знаете која е основата врз основа на која што сте дискриминирани, доколку имате добро образложена фактичка состојба, комисијата ја гледа основата и утврдува врз основа на што сте вие дискриминирани, постапува. Во случајот не мора да ги знаат експлицитно сите основи граѓаните за да може да поднесат представка, едноставно може само да опишат што се случило во предметот и ние гледаме тука која е основата за дискриминација, постапуваме. А дали сте имале некои тешки форми на дискриминација кои што биле со сериозни последици? Па да, имаме неколку тешки форми на дискриминација. Не знам, првите неколку форми кои што ми текнуваат се поврзани, да кажеме, со образование. И Европскиот суд за човекови права во Страсбур има пресуда во која што цитира наше мислење, тоа е Елмазови и други против Македонија, каде што имаме сегрегација на ученици роми во две основни училишта. Сегрегацијата е неоправдано физичко делување заради одредена лична карактеристика или не знам, случајот со ученичката со Даунов синдром во Гостиро, која што беше предмет на петиција на повеќе родители. Да, беше тоа познат медиумски случај, каде што буквално беше извадена од одделението и сама ставена во некоја соба со низината асистентка. Или, не знам, можеби не се толку драматични, меѓутоа, ево утврдуваме случаи на дискриминација во основно образование со немање учебници. И тоа се прилично, да кажам, тешки случаи, затоа што прво зафаќаат поголема категорија на луѓе, да кажеме последниот случај, случајот со сегрегација, и тоа е продолжена дискриминација, трае подолго време. И овие случаи, добар дел од овие случаи ние ги иницираме по службена должност, затоа што, како што реков, гледаме дека имаме системски проблем и не чекаме некој да достави представка. Во едно овие случаи се и најтешки за решавање. Најтешко е да дадете препорака како да се отстрани дискриминацијата и треба најдолго време за да се отстрани дискриминацијата, меѓутоа не обесхрабрува тоа, нас постапуваме во овие случаи. Дали комисијата реагира по пријави на државни институции, на пример полицијата? Да, дефинитивно. Нека ми простат полицајците што ги споменувам. Меѓутоа се на удар. Да, дефинитивно. Најголемиот дел од случаите кои што се однесуваат на дискриминација во работни односи доаѓаат од јавниот сектор. Луѓето се многу повеќе охрабрени во јавниот сектор да поднесуваат пријави за дискриминација отколку, да кажам, вработените во приватниот сектор. Може би ради целиот контекст на и регулација на работниот однос или не знам пошироки организациони единици каде што не се на директен удар, може би толку како во помалите приватни фирми. Има доста од јавен сектор, а најчесто се однесуваат или на вознемирување на работно место во смисла на недавање работни задачи, исклучување од работен процес и слично нешто што е, да кажеме, слично на мобингот, или пак оневозможување на напредување и на добивање одредени, да кажеме, бенефити на работа заради одредено политичко или други видови на уверување. И овие случаи се најголемиот дел од порцијата случаи кои што се дискриминација во работни односи. А дали граѓанин може да пријави
полицаец кој што направил дискриминација и дали вие тогаш ќе реагирате? Дефинитивно да, имаме и такви случаи, законот нас ни ја дава основата како треба да постапуваме, без разлика кој е потенцијален дискриминатор. Пластично да им објасниме на граѓаните за да знаат. Дефинитивно, не само полицаец, туку било кој јавен службеник ако ве дискриминирал, Доктор, можете да дефинитивно кој да е. Да, дефинитивно можете да дојдете и да пријавите дискриминација. И она што е битно да се знае, затоа што многу често потенцијалните дискриминатори од приватниот сектор при пристапот до добри услуги викаат ова е само мој бизнис, јас се одлучувам кога ќе пуштам, јас се одлучувам кога ќе дам услуга, кога не, тоа е погрешно. А кога влегувате во правен промет, прифаќате не правила на игра. Живеете во општество, според норми и правила. Едина од правилата на игра е закон за спречување и заштита од дискриминација, тоа значи дека не може да дискриминирате иако имате приватен бизнис. Не може да кажете нема да пуштам во дискотека вас заради тоа и тоа, бидејќи моја дискотеката, или нема да ја пуштам вас на базен затоа што имате потемна боја на кожата, а моја базенот ја се одлучувам. Не, комисијата постапува во тие случаи. Игор Јадровски, член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, ги посочивме општите насоки, очекуваме повторно Васили, кој било член, да дојде во ова студио, да соработуваме на тема Подобро утро. Благодарам. Ви благодарам на вас за поканата и ви благодарам за покажаниот интерес за континуирано пренесување и покријање на тема. Тоа е општествена одговорност на Македонската телевизија како национален сервис. Благодарам.